Здраво, ракови! Добро дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде ноември за вас. Продолжуваме како и досега, генерални тарот предвидувања. Не може се што ќе чуете да биде за вас. Не може сите исто да ги доживеете нештава. Затоа обидете се пораката што сака да стигне до вас, обидете се да ја препознаете и јас искрено се надевам да ви биде од корист. Пред да започнеме, кратко ве потсетувам, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, се разбира ако ви се допаѓа и заследете не. Може би тоа е многу малку што може да направите, но нам многу не значи. Ајде сега да видиме што носи ноември за раковите. Еден дел од вас се соочувате со некоја енергија. Ова енергија на нетрпеливост, вие сте можеби нетрпеливи, вие енергија на нетрпеливост и енергија на фрустрација. Фрустрирани се зошто не можете ова нешто што ви е наум, што ви е во план, ова нешто да го испратите, да го однесете, да го донесете, да го дадете. А што е тоа нешто вие? Само знаете, можностите се бесконечни, значи може да биде се, затоа што зборуваме за многу од вас, за некого се работи поврзани со љубовта, за некого се нешта од приватноста, од животот, од семејството, од кариерата, значи се може да биде, но што и да е, вие се обидувате нешто да пренесете, да однесете, да дадете, но тоа некако не се случува. И сега не ја изфрлам и можноста дека може би сте на другава страна, може би вие чекате нешто да стигне кон вас, некоја информација, некој предмет може да биде, некоја енергија, некоја емоција, некоја порака. Може и од таа страна да сте, едноставно не сака да пристигне, не може да дојде. Она што вие не го разбирате е дека не може ништо да се случи пред своето време, за се треба да секоја работа, секое нешто на овој свет си доаѓа во свое време, така и во овој случај. Но вие немате трпение. И сега ова мислам дека не е нешто ново што ви се случува во ноември, мислам дека ова ви се случува од неодамна, ви се случува можеби веќе подолго време, немање во начин да дојдете до ова информација и до ова нешто, но досега сте успевале некако да балансирате, да сте успевале барем да не ве допира до толку, барем да не ве фрустрира до толку. Но во ноември повторно станува тема и овој пат веќе почнуваат да ви се јавуваат и негативни мисли. Зошто ова не може да се случи? Затоа што не можејќи вие да испратите нешто или да однесете нешто или да добиете нешто, вам тоа ви повредува и на некое друго ниво. Вие чувствувате дека не можете некому да му ги исполните желбите и потребите со ова. Или пак, не можејќи ова да се случи, вие чувствувате дека не можете да се исполните некои своји желби и потреби. И во еден момент, ова е една спора, многу спора енергија, ова трае веќе предолго. Погледнете. Ова е најспориот витез во таротот. И ова што го носи, премногу споро се случува. Премногу, најспоро. Но погледнете, треба нешто да однесе, да донесе. Значи треба или нешто да однесете, или нешто да пречекате. И сега, кажав, губите трпение, се засилува фрустрација и почнувате да правите можеби некои нешта, да го убрзате процесов, нешто ќе правите, зависи каква е ситуацијата. Она на која треба многу да внимавате е постапките. Значи, какви ќе ви бидат постапките? Затоа што некои од вас, кои фрустрацијата очигледно е поголема, може да бидат
со непромислени постапки. Може нешто да кажете што не е за кажување, може да пренесете некои негативни мисли, пораки, зборови, енергии кон тие околу вас или кон тоа кон кое целите. Значи, ќе треба многу да внимавате на зборовите, на мислите, на чувствата. Ќе треба многу да бидете внимателни, затоа што да, можеби сте нетрпеливи, но треба да разберете. Значи, не му е дојдено времето. Немојте да избрзувате, особено не сега кога е при крај. Ова нешто кога е при крај. Вие оно што не го знаете дека стоите многу добро. И тоа е тоа чудна енергија која ја гледам, вие сте во една добра состојба, добра ситуација, не дека нешто не функционира без ова, но вам ви треба повеќе, нешто со ова што го очекате да се случи, сакате нешто повеќе, можеби. Да, одлична е ситуацијата во која стоите, се си е добро, се си е одлично, но вашата нетрпеливост прави вие да се чувствувате како ништо да не е добро, како ништо да не функционира. Внимавајте на тоа, многу внимавајте, затоа што ги испуштате овие моменти, наместо вие да уживате во ситуацијата, во сегашноста. Вие сте некаде со мислите во иднината. Чекајќи ова да се случи, пак што ќе биде од кога ќе се случи, па планирате нешто друго, па фантазирате за нешто друго и ја испуштате сегашноста, а сегашноста е многу убава. Многу убава ако се посветите на тоа. И да, од време на време може би ова нешто што треба да се случи или се случува е поврзано со некој лав, овен или стрелец. Може би за него го правите ова, може би тој треба да го направи за вас ова. Може би пак нема врска со таква личност, туку вие ќе ги усвоите карактеристиките на овие огнени знаци, пак ќе станете малку повеќе амбициозни, малку повеќе огнени, ќе станете поактивни, правејќи нештава да се случи. Вие само сакате да го брзате процесот на нешто кое не може да се случи пред време. Ете тоа. И кажав, треба да бидете многу внимателни на зборовите овој пат, зашто може да ви направат штета. Она што се советува, она што вие морате да го правите овој месец е ова. Погледнете. Во состојба на одмор, во состојба на релаксација, ако е нешто пак многу големо, нешто кое само некоја голема сила може да го оствари за вас, обидете се да искористите некои пак други методи, можеби знаете за законот на привлечност, законот на атракција. Обидете се така да го привлечете кон себе, обидете се преку молитва, обидете се преку медитација, какви и да ви се методите, обидете се тоа да го правите, зашто тоа е правиот начин. Тоа е тоа, мора да се чека и таква е ситуацијата. За некој од вас ова се само мисли. Може би не е предмет, може би не е нешто што се чека, ова се само мисли. Вие сте сега во состојба, во една комплицирана состојба на умот, на мислите, вие сте малку збунети и имате негативни мисли. Не гледајќи состојбата во која сте, вие имате негативни мисли во врска со иднината. Ве плаши вас нешто што доаѓа со иднината. Нормално се што не знаеме не плаши, меѓутоа еве вашите се сега неосновани, неконструктивни мисли, вам нешто ве плаши, вие сте загрижени, почнувате да имате некакви анксиозни мисли, некакви загрижувачки и треба многу да внимавате, затоа што тие мисли многу добро сите знаеме дека водат кон депресија. Не велам дека ќе се случи во никој случај, само велам дека сте започнале да размислувате многу по-песимистички и многу по-негативно отколку што тоа е потребно. Реалната ситуација, кажав, не ви дава ни причина, ни право тоа да го правите, но ете, натаму ви отишле мислите,
може би сте изгубиле контрола во некој момент, сте дозволиле да одат натаму и сега е моментот кога треба да кажете стоп и да се вратите во реалноста, да живеете во реалноста и во сегашниот момент, а не во мислите и во иднината и во стравови околу иднината. Некои од вас, кај кои малку и покомплицирано, сте во недоумица дали да се откажете од се или да се борите. Не знам, за вас некоја работа изгледа како борба, а тоа не постои. Вие го гледате и го доживувате како борба. Реално не постои. И затоа сте во ситуација, сега вака јас не велам дека вие немате тешки мисли или проблеми. Сите имаме, нели? Меѓутоа ситуацијата ја правите многу поголема од колку што треба да биде и од колку што е во вашите мисли само. И затоа сте дошли во ситуација да мислите, да верувате дека е пострашно, поголемо и сега сте малку на работ, па мислите дали да се откажете или да продолжите. Кажав за сите што е советот овој пат. Одморете, соберете сила, наполнете ги батериите секаде каде што можете, секако како што можете, се што ве опушта правете. Помолете се, медитирајте, се што можете да направите, што ќе ве опушти, затоа што не е ништо страшно, ништо лошо, се ќе биде добро. Кај тие што очекувате, кажавме нешто да дојде, да се случи, а сте нетрпеливи, еве да ви кажам, вашата нетрпеливост не е основана, нема смисла, затоа што ако забележавте, она на почеток што вие чекавте да дојде, оваа спора енергија да дојде, нели гледате, треба да дојде овој, треба да пристигне ова нешто, ова реално нешто, ова опипливо нешто, па макар и да не е, вие чекавте, ова е положба на чекање и на немоќност, и ова е исходот, доаѓа. И тоа гледате како доаѓа, на начин на кој не можете ни да замислите дека ќе дојде. Не доаѓа од човек, не доаѓа од нешто многу мало, доаѓа од нешто многу големо, доаѓа од небесата, доаѓа од Бог, доаѓа од судбината и доаѓа на начин на кој не ни можете да се замислите. Значи, ве очекува радост, среќа, победа ве очекува, радост со семејството, со најмилите, ве очекуваат прекрасни работи. Затоа, оваа фрустрација, овие мисли, ова се што ви се случува неосновано, издржете, само уште малку остана, ова е крајот. Во ноември, конечно, што и да чекавте предолго, во ноември ќе го дочекате. Други од вас, вие што се спремате за некакво патување, можеби не се спремате, сте заминале некаде, сте отишле на некаков пат, можеби по работа, по било што, и таму се случило сега вие да ненадејно да доживеете некаков успех, верувам финансиски дека е, но може да биде и секаков, и сега тој успех вас ќе ве наведе да вие да го продолжите вашиот престој таму каде што сте отишле. Значи, повторувам, ќе се случи нешто што вас ќе ве наведе да останете, може би финансии, може би нешто друго сте нашле таму поголемо, повредно, меѓутоа моментално и неочекувано било, и тоа ќе ве наведе да останете. Пораката за вас е да не останувате. Значи, држете се до планот. Држете се до планот. Ако требало да се вратите, враќајте се. Ако требало да одите другде, одете другде. Значи, држете се до планот. Не излегувајте од планот, затоа што ако одлучите да останете, се конкретно за некого ова е порак. Ако одлучите да останете, ќе доживеете непријатности на некое друго поле. Ништо страшно, ништо фатално, меѓутоа ќе бидат непријатности. Затоа не ги менувајте нештата, држете се до планот. Некои други од вас, животот, судбината, некоја поголема моќ и енергија ќе ви донесе некаков подарок. Ова е некаков подарок, меѓутоа нешто кое не е само подарок
ние ќе го отвориме, ќе го искористиме или ќе уживаме во плодов, но и толку ќе го снема. Не, ова е подарок кој на начин, каков начин? Ова е нешто што откако ќе го добиете, ќе треба да работите со него, ќе треба нешто со него да правите, нешто што ќе остане и што ќе биде трајно на некој начин, меѓутоа со ова нешто вие ќе треба да работите дополнително и понатаму, да го усовршувате тоа, вас ли ќе ве усовршува, како и да е, вие знаете како ќе биде тоа. И тоа е тоа за сега. Јас се надевам уживавте и до следното. Чао, чао.